Загинатите новина лица кои критичната ноќ биле во Кочанската дискотека, во моментов во тек е ново рочиште за пожарот во кој загинаа 63 лица. Одиме во живо пред судницата во Идризово. Колегата Зоран Јаневски го следи денешното рочиште. Зоран, како тече судењето до овој момент? Да, денес овде во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс кој се случи минатиот март, односно 2025 година. Судењето денеска продолжи со 5 сведоци повикани од јавното обвинителство. Станува збор за лица кои биле кобната вечера во дискотеката Пулс. Прв кој сведочеше е Кристијан Панов, кој што освен што на 16 март минатата година бил гостин во оваа дискотека, тој бил и повремено вработен во истиот објект, односно бил повикуван да помага како келнер. Детално објаснуваше како бил плаќан, меѓутоа во детали објаснуваше и што се случувало на 16 март минатата година. Тој рече дека во дискотеката пристигнала како гостин 20 на минути после 2 часот по полноќ. Се задржал кратко, а на самото излегување од дискотеката, како што рече, избувнал и пожарот. За кратко време тој сведочеше дека настанало стампедо помеѓу двете врати, односно влезната врата и вратата која се наоѓала само неколку метри после влезната врата. Рече дека огромен број луѓе се обидувале да помогнат и да ги извлечат од стампедото. Како што рече тој пред судот, одеднаш сите трчаа, излегоа колку што можат и одеднаш настана стампедото и секој се обидуваше да пружи помош колку може. Стампедото беше куп од луѓе, беше и надвор на самите скали, како што трчаа, паѓаа еден врз друг и се заглавија на вратите меѓу првата и втората врата во диското. Говореше во судницата овде во Идризово сведокот Кристијан Панов. На почеток од денешното судско рочиште своја изјава има и од Сдруженијето на родители на загинатите 16 март. Тие реагираа на изјавата на адвокатката Ивана Коцевска, која го бради прво обвинетиот во овој случај, односно собственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов. Реакцијата следи по изјавата на Коцевска во која таа се пожали дека нејзиниот лик бил искористен на постери, дека била изложена на напади. Имаме дел од оваа изјава, да ја погледнеме. Пуштете обидот од ваша страна да прикажете лице кое според обвинението и сите досега познати факти и докази стои во центарот на еден нелегален, небезбеден и финансиски нерегулиран објект. Лице кое поради профит ги игнорирал сите безбедности стандарди. Лице кое заобиколувало законски пат преку мито и корупција, а истото тоа лице ви го представува како човек што немал свест. Што значи вие прикажувате дека лицето не било свесно со своето однесување, прекршува правило, создава ризик и извршило дело кое што може да предизвика штета. Дали бевте свесни толку колку е сурово од вас родителите, од нас родителите за кои таа вечер децата и беа изгорени, пеплосани, задушени, згмечени и отровени? Ние бараме одговорност, бараме вистинска правда за нашите деца. И нема да дозволиме вистината да се разводнува со небулози, спинови, префрлање вина врз семејствата кои изгубија најмногу. Инаку во овој момент можам да забележам дека заврши сведочењето на првиот сведок повикан од обвинителството Кристијан Панов, а според најавите во текот на денот своји сведочења треба да дадат уште 4 сведоци. Инаку во случајот Пулс на обвинителна клупа седат 35 физички лица, а им се суди и на 3 фирми. Сите тие одговараат за тешки дела против општата безбедност за пожарот во дискотеката Пулс во кој загинаа 63 лица. Теспе на повеќе детали за сведочењата на останатите обвинети најавувам за наредното информативно издание. Зоран Јаневски, јас ти благодарам за овие информации. Си како стануваш да го проследиш денешното рочиште, во вистите во 16 часот пренесуваме многу повеќе информации.